Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто, бидејќи во наредните 40 до 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва вистината ќе побараме во политичка анализа на тоа што се случува на македонската политичка сцена, што ќе се случува на македонската политичка сцена и што можеме да очекуваме како одредена платформа, подложка или предходница увертира на политичките разврски на предвреме или на редовни парламентарни избори во Република Македонија. Во недела имаме повторно политичка анализа, бидејќи утре, петок, 24 февруари, е една година од почетокот на војната или руската агресија во Украина. Во недела ќе биде политичка анализа, односно геополитичка анализа, какви ќе бидат тие геополитички разврски, кој ќе излезе победник, кој ќе излезе губитник, до кога ќе трае војната во Украина, односно таа војна која на некој начин е во некаков сендвич. Украина не може да го освои Крим, бидејќи тоа било почетокот на Трета светска војна, од друга страна Русија не смее да фрли нуклеарна бомба или да се случи одредена нуклеарна војна. Всушност во тие две рамки или во тој сендвич се движи некоја разврска на украинската безбедносна политичка криза. Гледате, Џо Бајден дојде во Полска, дојде во Украина, се прошета, односно дојде тамо кај што Путин сакаше на Белкон да влезе некада пред една година. Петок ќе биде геополитичка анализа, вечерва политичка анализа, а пред 2 дена беше таа вонредна политичка, односно социолошка анализа случајот Лазаров. Таа првично беше намената за тие кои се мембари, мембарси или ако користат опцијата мембаршип на YouTube каналот Васко Евтов, и благодарам што дозволија таа анализа да биде публик, да биде јавна, да можат сите гледачи на емисијата во Центар да ја погледнат. На почетокот благодарам. 50 милиони прегледи пред 1 или пред 2 дена славеше YouTube каналот Васко Евтов. Тоа е фантастична бројка. Фантастична бројка за македонски услови. Имаме некаде околу 1000 видеа или 1000 емисии, односно некаде кога ќе соберете форшпани емисии, доаѓа дека во просек повеќе од 50.000 прегледи имаме по емисија. Меѓутоа, ако ги трнеме на страна форшпаните, кај што гледаноста некаде 15 до 20.000, што ќе рече дека просечната гледаност на една емисија во Центар некаде повеќе од 70-75.000. Тоа се фасцинантни бројки за македонски услови. Јас можам само да се поклонам пред овербата која 10, 15, 20 години ја давате на емисијата во Центар, без разлика дали се емитува на телевизија или на YouTube каналот Васко Евтов. Јас ви благодарам на поддршката, ви благодарам на финансиските средства, благодарам до сите тие супер тенкс донации, благодарам до мемберсите. Знаете, во ова денешно време, без разлика дали живеете во Америка, дали живеете во Германија, дали живеете во Република Македонија, е тешко да одвоите $2, за да може да поддржите одреден проект. Меѓутоа, со тие средства ние можеме да правиме одредена прогресија, да можеме да се движиме напред, да снимеме одредени интервјуа, да направиме една или две дополнителни турнеи во текот на календарската или телевизиската сезона. Планираме да имаме некои снимања во Босна и Херцеговина, во Црна Гора, планираме да имаме некои снимања во Србија, некаде на крајот на ова сезона или почетокот на наредната сезона повторно некои снимање во Хрватска, додека се уште живи Будимир Лончар, Стипер Месич, ако можеме да ги снимеме Славој Жижек и така натаму и така натаму. И тоа ќе беше невозможно без одредени дотации од овие што се мембари, мембарси или одредени супенктенс донации. Затоа ви благодарам и на почетокот и секоја емисија користам. Знаете, може би ќе стана малку доседен. Меѓутоа јас чувствувам одговорност, чувствувам обврска кон вас. Не е тоа должност, тоа е некој чест што ми го правите. Јас се чувствувам почестен и се чувствувам, како да ви кажам, обврзан да правам колку можам подобри анализи, колку можам подобри емисии, бидејќи кога некој ќе издвои пари и ќе плати за емисијата во Центар, тоа ви ствара товар. Товар не е во некоја негативна смисла на зборот, туку товар во одредена позитивна смисла на зборот. Станувате одговорен, бидејќи огромен број на луѓе ви ја дава довербата. Огромен број на луѓе 2 пати или 3 пати неделно гледат ваши проекти, ваши емисии, знаете. Тоа не може да ви создава дополнителен притисок. Гледате каква е сега јавноста во Република Македонија. Како брзо реагира на секој изречен збор. Па тоа до пред 5 или 7 години беше мисловна именка. Излегува Драган Павловиќ Латас, дава таква интервјуа и јавноста се крева на нозе. Го масакрира. Апсолутно заслужено, но го масакрира. Тоа во времето на Груевизмот, тоа во времето на Никола Груевски беше незамисливо. Не можеше да стане збор. Тогаш Мартин Протогер со стапче ќе ги дисциплинираше медиумите во Република Македонија, или Никола Груевски, Сашо Мелков со одредена репресија или со пари исто така ќе ги дисциплинира медиумите во Република Македонија. Така што онаа теза дека се кренеле соросоидите и дека соросоидите му пресудиле во наводници на Драган Павловиќ Латас или на Стефан Лазаров е апсолутно погрешна теза. Истата таа јавност која им пресуди на двајцата, му пресуди на Павле Богоевски. Околу на Полче.
Што ќе рече дека во Македонија полека после таа заробена држава се сформира некоја кревка медиумска сцена, некоја кревка јавност. Таа јавност можеби најмногу е сензибилна околу Евровизија, околу некои спорадични социолошки или политички или животни прашања, кучиња или не кучиња, така натаму и така натаму. Меѓутоа во клучни моменти таа јавност се мобилизира и застанува на вистинска страна. Така што тезата дека се организирале соросоидите и дека соросоидите му направиле хајка на Лазаров и на Драган Павлович Латас е апсолутно погрешна теза. Македонската јавност се крена на носе. Македонската јавност ги стави на темната страна, на ѓубриштето на историјата, на ѓубриштето на реалност. Тешко ќе се вратат овие луѓе, знаете. После на таква јавност, на таква енергија која ќе се покрени, која ќе се мобилизира во Република Македонија, многу е тешко вие да може да се спротиставите на тој бран, на таа јавност која е мобилизирана, која е крената, која се движи во вистински правец. Во таква ситуација можете само да се поклоните, да се извините, да молчите и да почекате бранот да помине, бидејќи ако му се спротиставите на бранот, бранот ќе ве прегаси. И гледате, почитувани гледачи, колкава е вашата моќ. Вашата моќ како јавност. Прито таа моќ вие не ја манифестирате, не ја користите на секои 2 или на секои 4 години, или не треба да ја користите на секои 2 или на секои 4 години, кога избирате градоначалник, кој ги троши општинските или комуналните пари, и кога избирате кој ќе биде министер, кој ќе биде власт, кој ги троши вашите пари, буџетските пари во Република Македонија, посредно одлучувате колку таа власт ќе остане на власт, дали ќе дајте доверба за уште еден мандат или нема да дајте доверба за уште еден мандат, во кој правец ќе се движи државата, во конкретниот случај дали ќе бидеме со русите или американците. Сакаме да бидеме членки на ЕУ на НАТО или не сакаме да бидеме членки на ЕУ на НАТО. Знаете, јавноста која ги прима сите информации, ги ферментира сите информации, врз база на сите информации, тоа е зрела јавност, носи одредена рационална, не емотивна одлука. И кога таа јавност ќе реагира како што сега реагираше, тогаш вие можете само да се скриете на страна, да се извините, да почекате да помине бранот. Во некоја слична ситуација бев јас пред една година, многу мала, пиколо ситуација споредба со тоа што сега се случи и ова брутална реакција на македонската јавност, оправдано велам брутална реакција на македонската јавност, тоа беше случајот или интервјуто со Солза Грчева и моето прашање дали боледува од Паркинсова болест. И знаете, ако нешто и замерам на Солза Грчева, што самата не излезе и не кажа дека таа бараше инсистираше да биде поставено тоа прашање. Бидејќи во тој временски период имаше множество шпекулација околу здравствената состојба на Солза Грчева, пред интервјуто таа побара да биде поставено тоа прашање во присуство на камермани, значи луѓето слушна и така натаму и така натаму, јас го поставив тоа прашање. 30 години јас се бавам со оваа професија, мене никош не ми интересирало кој што е болен, кој што боледува, дали е Здравко Одрен, дали има швалерка, дали нема швалерка, дали оди на одмор во Каталонија, во Барселона или оди на Халкидики. Тие работи за мене се неинтересни. Тој дел на општествената јавност тотално не ме интересира. Мене ме интересира кој ќе дојде на власт, како ги троши нашите пари и во кој правец се движи државата. Меѓутоа, вие како општествена одговорна јавност имате право да знаете. Имате право да знаете дали луѓето кои ги бирате имаат семејни вредности, почитуваат семејни вредности, како реагираат, како живеат, како трошат ваши пари кога дојдат на власт, дали користат пари за плавуши, за Ауди, за Мерцедиси и така натаму, или прават работи како што прави секоја нормална демократска држава, оди со точак или со велосипед на работа, не троши пари, се однесува штедливо кон парите кои вие ги плаќате во буџетот на државата. Тоа е зрела јавност, знаете. И таа зрела јавност направи земјотрес на македонската политичка сцена. Ово што се случува со Павлович Латас, се случува со Стефан Лазаров, мене прави многу радосен. Не радосен од аспект на тоа дека никого сте масакрирале, дека никого сте жигосели, дека никого сте стигматизирале или на никого сте му завршиле политичката или новинарската кариера. Туку дека научивте да ја користите вашата моќ. Дете, вие имате одредена моќ, тоа е како одредена заспана убавица или одреден заспан слон во порцеланска продавница и никош и не сте свесни за моќта која имате, која ви стои во ваши раце, со која можете да менувате процеси во општеството. И таа моќ треба почесто да ја користите, знаете. И сега гледам дека помалку се врти целата оваа работа и се јават општествено одговорни компании кои ги откажуваат регламите кај Стефан Лазаров. А добро, овој што е силувачот, тој не работи во медиуми, не е собственик на медиуми или нема медиуми кои се можеби собственички поврзани со него. А1 Телеком е општествено одговорна или општествено неодговорна компанија. Алколит е општествено одговорна или општествено неодговорна компанија. Првиот човек на Алколит работел како новинар во радиото Нови силувачот или нема работено како новинар во радиото Нови силувачот. Не слушнав дека Алколит како општествено одговорна компанија, ако има реклами,
ги откажала своите реклами во медиумите кои се во сопственост или сопственички поврзани со силувачот во интервјуто со Стефан Лазаров. Гледате, ако може КФЦ, ако може Кожувчанка и на тоа да аплодирате, зошто тоа да не го прави алколоид? Вие се сеќавате пред 3 години, кога почна корона кризата, кога алколоид бара од државата да и се зголема цените, или има одредено соопштение, или има одреден јавен настап на први луѓе на алколоид, кај што додека ќе ги зголема цените на нивните производи. Па има брутална емисија во центар, која ги правам растур систем алколоид и сродните компании, и на крај врз база на таа емисија алколоид одлучува да донира 200.000 евра за потребите на државата подобро да се справи со короната. Тоа е јавност. Мојата емисија може само да поттикна реакција. Меѓутоа реакцијата на јавноста беше брутална, 180-200.000 гледаности имаше таа емисија веќе првиот ден. Мораше да реагира Живко Мукетов. Тоа е општествено одговорна јавност. И сега прашувам, постојат општествено одговорни компании кои се рекламираат во медиуми кај што работи, медиуми во сопственост или во блиска сопственичка поврзаност со овој што е силувач во емисијата на Стефан Лазаров, или не работат? Ако има такви компании кои се рекламираат, ајде да видиме кои се алколоите. Ајден Телеком. Тие се рекламираат или не се рекламираат? Ајде нека каже алколоид, бидејќи алколоид се финансира во сите медиуми во Република Македонија, има врска со сите новинари. Може да излезе да напише 2 или 3 реда. Се откажуваме или се дистанцираме од силувачот. Не слушнав Живко Мукетов кој има мислење за се и се што во државата да го каже своето мислење. Гледам ни овој Дагау, новинарот, нешто не е произнесен 4 или 5 дена, да кажат свое мислење во однос на тоа какви се нивните односи со силувачот, го поддржуват ли силувачот сега и дали ќе го поддржуват во иднина. Гледате, почитувани гледачи, завршена е нивната кариера. Тие сега можат само да се извинуват, да се поклонуват пред вас, да барат прошка, еве прочка доаѓа за неколку недели, за неколку месеци. И тоа погледнете како се однесува Курир, бастионот на ВМРО-штината, бастионот на процесот на куриризација кој се случува во Република Македонија. И видите колку текстови има за Драган Павлович Латас. Дали Курир влезе во процес на одбрана на Драган Павлович Латас? Навистина не влезе во процес на стигматизација, на жигосување или на денунцирање, пуштање низ вода, и тоа немате одбрана од Курир. Што ке рече дека мегафонот на МВР-штината или на МВР-штината во Република Македонија, мегафонот на Белата палата или на тоа што го мисли Христијан Мицкоски, на тоа што го мисли Никола Груевски, на тоа што го мисли Александар Николовски, не се произнесува, не сечи вени за Драган Павлович Латас. Знаете, оставен е сам. Прв пат во неговата кариера е оставен сам. Кога е оставен сам, кога нема силен систем зад грбот, вие го гледате гол пред вас. Затоа ги прави овие грешки. Бидејќи се чувствува несигурен, не знае што да прави. Знаете, многу е тешко вие да излезете на пазар, да побарате мембершип, да побарате поддршка, бидејќи не барате поддршка ни од СДСМ, не барате поддршка ни од олигархија, не барате поддршка ни од ВМРО-ДПМН, барате поддршка од тие што ве гледат. Знаете колку е мачно да излегувате 2 пати неделно и повеќе од 60, 70, 80, 100.000 луѓе да ве гледат. Да ве гледат кои се интересни интервјуата, меѓутоа да ве гледат и во вакви емисии повеќе од 60, 70 или 80.000 луѓе, кога сам со телефонот или сам со камерата правите политичка анализа. Кога се поклонувате пред нивната или пред вашата доверба. И кога барам поддршка за да може проектот да биде успешен и да не зависи од Сорос, да не зависи од американци, да не зависи од Русија, да не зависи од СДСМ, да не зависи од ВМРО-ДПМН. Павлович беше прв пат исправен пред вас, беше прв пат исправен без поддршка на силен систем, дали е тоа Дзинго, дали е тоа ВМРО, дали е тоа можеби Бранко Царенковски на времето, дали е тоа Никола Младенов. И така оставен сам на ветрометина, промаши како Рамос празен гол кога шутираше пенал. Тоа му се случи, знаете. Нема никаква мистика, нема тука ни шарени револуции, ни соросоидни, никакви револуции нема. Човекот едноставно не знае да се справи со ситуација, не знае да даде гол кога не стои зад него силен систем, кога не стои зад него заробена држава, кога не стои зад него Никола Груевски, кога не прекуртон вести, кога не се слуша со началникот 5 пати на ден, кога не добива информации на тацна, кога некој не му каже што треба да прави. Кога е така гол, гледате што се случува. Тоа се тие Дагао новинари. Тоа се тие бардови на новинарството. Гледате еден Дагао новинар, седи тамо стутулен на скалите. Тој контролирал каков ќе биде судскиот процес или каква ќе биде истрагата за Маријан Доковски. На крајот, така да си ги урнисате кариерите. Кариери кои можеби не биле најславни, но не биле ни најмрачни на македонската медиумска сцена. 30-40 години да вложувате во тие кариери и така помочени да си ги пуштите кариерите низ вода. Тоа се случува. Гледате,
Ова 2023 година всушност е година кога паѓаат маските, кога се уништуваат кариери. Тоа е само една увертира на еден процес на растур систем, распад на одредени вредности, 30-40 години накарадни вредности кои се инсталирани во македонското општество. Ова е почетокот на едно ново време. Тоа ново време, за среќа или за жал, почнува со пуштање низ вода на бардовите или дагао-новинарите во Република Македонија. Што ми гледачи, Македонија се крена на нозе. Тоа не е шарена револуција, тоа не се соросиди, тоа е Македонија, тоа е македонската јавност. Зрее македонската јавност, гледате пред ваши очи како бебето станува тинејџер, како го поминува процесот на адолесценција, како го поминува пубертетот и станува зрела личност. Тоа нас не се случува пред очи. И не треба да име горди на тоа. Таа јавност е клучна, таа јавност која стана сега, таа е клучна која се одлучува кој правец се движи Република Македонија. Таа јавност е многу битна за СДСМ, многу побитна за СДСМ во споредба со ВМРО-ДПМН. Бидејќи таа јавност гласа за ВМРО-ДПМН само кога е разочарана, кога е констернирана, нема правда, нема мир, тогаш гласаат за ВМРО-ДПМН. Знаете, таа јавност постојано балансира помеѓу страм, помеѓу страф и помеѓу бес. Кога вие сте бесни, знаете, тоа најдобро можеме да го отсликаме или да го презентираме со односот помеѓу македонците и албанците. Ако албанците аздисаат во наводници, 2001 година или одредени барања, тогаш македонската јавност може да реагира со страф или со бес. Ако реагира бесно, ќе пливаат албанците во Јадранско море, тогаш ќе гласа за ВМРО-ДПМН, тогаш ќе поддржува конфликт, кај што ВМРО-ДПМН ќе ги сечи канџите на албанците, ќе ги сечи канџите на орлите во Република Македонија. Меѓутоа, ако се јави страф, не страф од албанците, туку страф дали во конфликт со албанците можеме да изгубиме државата, односно со нечистата вода заедно да го фрлиме бебето кој сме го баѓале во таа нечиста вода, тоа гласате за СДСМ. Тоа е разликата помеѓу таа јавност, затоа таа јавност може да ја гледате во неколку различни светла. Таа јавност нечи балансира помеѓу страф, помеѓу бес и најчесто помеѓу страм, гледате. Кога јавноста е застрамена од одредени процеси, кога јавноста застрамена од одредени процеси, не седи дома. Знаете, тоа треба вие да го направите, да го побарате од таа јавност, да и се поклоните, да и се извините. Вие кои сте власт или вие кои сте опозиција. На се она што ги имате направено како грешка во изминатите 30 години. Бидејќи ако тоа не го направите, ќе ви се појави некоја маргинална политичка структура која може да ги собери гласовите во Република Македонија. Среќа па македонската јавност е опортуна јавност. Знаете, ако калето, меѓународната заедница изгледа ти речат немојте да гласате за левица, бидејќи таа е проруска партија, дел од македонската јавност намерно ќе гласа за левица, бидејќи некој авторитет им има кажано дека не треба да гласа за левица. И можеби тоа влечи корени тамо некаде пред 100, 120, 130 години, бидејќи во времето на турското владење, да не речам турското робство, бидејќи сега нели е модерно да не се кажува фашизам, робство и така натаму, тоа има одредени анализи кои се прават, тоа е Скопскиот вила, дека до второ колено се ништени сите семејства кои имаат чорбаџиски менталитет, што ќе рече менталитет да се биде власт, да се владее, да се биде авторитет во општеството. Затоа нема проблем со авторитети. Прво, нема авторитети, бидејќи во време на турско сите авторитети се уништени, генетиката на авторитетите во Македонија е уништена, и второ, ако се јави некој авторитет, јавноста не е научена да слуша авторитети, не е научена да биде водена од авторитети. Затоа ги денунцира тие авторитети. Затоа во Македонија ви е најтешко да биде поп во сопственото село. Таа јавност сега се крева на нозе и всушност таа јавност ќе определи кој ќе победи на следните избори. Многу е битна таа јавност за СДСМ, знаете. Затоа и СДСМ тоа сега се обидува да го искористи од целиот овој процес, бидејќи таа јавност ќе одлучи дали ние сакаме во ЕУ или не сакаме во ЕУ. Ако јавноста одлучи, таа јавност која се крена сега дека не сакаме во ЕУ, тогаш, знаете, вие тоа ќе го прифатите. Вие не можете да речете дека народот е во право и кога греши кога Бранко Црнковски, народот е секогаш во право, без разлика каква одлука ќе донеси. Таа јавност на следните избори ќе одлучи кој ќе биде власт во Република Македонија. Сакаме да одиме кон неу или не сакаме да одиме кон неу. Знаете, почитувани гледачи, долго време ова држава беше заложник на онаа јавност која зема бугарски пасоши, оди во Западна Европа, првенствено од држави кои се членки на ЕУ и на НАТО, навива за Владимир Путин и е стрекне ако Владимир Путин фрли атомска бомба и нападни држави кои се членки на НАТО. Односно нападни држави кај што тие живеат, кај што се раѓаат нивните деца, кај што нивните деца одат во школа или во училишта, каде што тие работат, каде што плаќаат буџетски средства, каде што користат буџетски субвенции, буџетски привилегии, каде што одлучиле да го завршат или да го продолжат својот живот или својата живеачка. И ние сме уморни од таа јавност.
Бидејќи таа јавност сакаше да ја казни Северна Македонија, сакаше да ги казни севрџаните и таа јавност не се појави на пописот во Република Македонија. И кога не се појави на пописот во Република Македонија, сега во диаспората имаме 70% албанци, помалку од 30% македонци. И сега некој друг ќе им биде виновен зошто албанците се повеќе во диаспората отколку што се македонците. Така слушајте ги овие од левица, слушајте ги овие нестреки кои ако и не име куќето нема со кого да направат или да скршат збор дома, бидејќи само со куќето може да разговарат, само куќето им остана да може да комуницират. Слушајте го ВМРО ДПМНЕ, кој ве повикуваше на бојкот на пописот, а подоцна се пазареше да не го бојкотира пописот за да бидат ослободени некои сопартици на Христијан Мицкоски. Таква јавност ја носи Македонија не во изолација, таква јавност ја носи Македонија 2 века понасад. Не враќа не во 20, не враќа во 19 век. Тоа јавност која е форматирана на премисите на 19 век. Таа јавност, ја видам дека таа јавност треба да биде жигосана, дека треба да биде избркана, но таа јавност, знаете, е потребно да биде 3-4%. Да биде некаков, не знам, лакмус, да биде нешто што ќе не стимулира да размислуваме, се движиме понапред, нешто што ќе не влечи постојано надоле, нешто што ќе не биде како каменче во кондурата, ќе биде тука, ќе биде присутно, ќе ги слушаме тие нивни ставои за 5G, за корона и така натаму, но нема да биде мејнстрим, нема да биде срцевината на процесите во Република Македонија. Срцевината на процесите со овие луѓе кои стана против Лазаров, кои стана против Драган Павлович Латас, и всушност тие луѓе треба да одлучуваат за еднината на Република Македонија. Ова другото треба да биде тука, треба да биде дел од тие 100%, тие 100%, но кризите во Македонија се случат кога овие 3-4-5% од маргиналните структури во општеството кои се плашат од конкуренција, се плашат да влезат во ЕУ бидејќи во ЕУ има многу попаметни од нас кои ќе ни ги земат парите, ќе ни ги земат работните места и така натаму. Кога тие луѓе ќе станат мејнстрим, ќе станат доминантни во Република Македонија, тогаш Република Македонија влегува во драматични кризи. Тоа не се случи со заробената држава. Никола Груевски и тие луѓе ги направи власт во Република Македонија, ги направи господари на ситуацијата во Република Македонија, ги направи господари на иднината на Република Македонија. Секогаш кога тие луѓе вие ќе ги извадите од нафтелин, ќе ги извадите од подземјето, кај што функционираат, кај што живеат, кај што сеат на разни комитски средби, кај што велат ќе ги уништиме американците, дека треба да се представиме не у НАТО и така натаму, тие луѓе кои ќе станат мокни, доминантни, кои тие луѓе ќе зависи иднината на државата, тоа што држава се соочува со драматични политички разврски. Тоа нас не се случи пред 3 или пред 4 години. Тие луѓе се тука, тие луѓе ние треба да ги негуваме, тие луѓе треба да ги перцепираме, тие луѓе треба да ги слушаме, но тие луѓе всушност треба да ни покажат во кој правец треба да се движиме. Треба да се движиме секој во правец различно од тоа што тие го сугерират. Нема психолог кој нема да ви каже, слушајте што зборат путрински програми, што зборат попладневни програми во овие неделни шоу или забавни емисии. Значи не постои психолог кој нема да ви каже дека стравот ви ја чува главата. И дека секогаш кога се плашите од нешто или го плашите детето со нешто, бидејќи ако нема страв, веќе пикнете со прст во штекери, може да ви утепа струја или да умрете од струја, да добиете струен удар. Значи секогаш стравот ви е најверен пријател. Стравот ви е секогаш најверен сојузник ако сте свесни за стравот и ако знаете да го контролирате стравот. Сега е стравот што ќе се случи со Република Македонија. Дали ќе направиме уставни измени во Република Македонија, дали нема да направиме уставни измени во Република Македонија. Дали Република Македонија, без разлика што го сменила името, се договорила со бугарите и прифатила француски предлог, ако не направи уставни измени, дали Република Македонија ќе заостани на патот кон ЕУ за Албанија. Дали во таква ситуација може да се случи некое джепно грчко вето кое ќе спречи Албанија да се движи на патот кон ЕУ без подршка или заеднички со Република Македонија. Знаете, тоа е проценката која сега се прави. Дали на следните избори СДСМ и ДУИ ќе одат со уставни измени, изгласани уставни измени или со неизгласани уставни измени? Бидејќи ако имаме европска коалиција, ако Али Ахмети упорно говори за европска коалиција, како од европска коалиција ќе ја продади пред албанскиот електорат ако бидат направени уставни измени или ако не бидат направени уставни измени? Дали задоволството од направеното ќе донеси повеќе гласови од стравот дека ако тоа не се направи, ние ќе останеме длабоко закопани во балканската баруштина, мочуриште или калта тука на Балкана. Што сам да кажам? Ако не бидат изгласани уставните измени и ако Албанија оди сама на патот кон ЕУ и ја остави Македонија позади себе, односно Македонија без уставни измени не може заедно во пакет со Албанија да се движи на патот кон неј, односно кон Брисел, дали тоа ќе предизвика страв и ќе ги мобилизира истите овие луѓе што се мобилизираа со Стефан Лазаров и со Драган Павлович Латас.
Тоа е веројатно дилемата на СДСМ и на ДОИ, на Димитар Ковачевски и на Али Ахмети. Дали да се направат уставните измени или да се стават уставните измени на гласање, ВМРО ДПМН да не гласа и тоа да биде основа за правење на европска коалиција. Бидејќи ако бидат изгласани уставните измени, вие како ќе правите европска коалиција? Европска коалиција за спроведување на одредени преговори со ЕУ, тоа е многу помалку, има многу помала тежина во споредба со европска коалиција која треба да победи на избори и откако ќе победи на избори да спроведе уставни измени во Република Македонија. Велам, тоа е дилемата, претпоставам дека тоа е предмет на разговори, на анализи, на проценки, на мерење на јавното мислење кои ги прават СДСМ и ДОИ, односно Али Ахмети и Димитар Ковачевски. И играат на точката или на картата на стравот. Стравот дека ќе останеме изолирани, дека ќе останеме заедно со Косово, дека ќе останеме заедно со Босна, дека ќе бидеме нефункционална држава, бидејќи држава каде што едниот дел сака да се оди кон ЕУ, а вториот дел не сака да се оди кон ЕУ, сонува за некаква руска губернија тука во Република Македонија, таа држава нема функционалност, нема лепак кој ве лепи. И стравот дека не постои лепак кој не лепи, а лепакот кој не лепи се вика Брисел и Европската унија, можеби ќе ги натера овие луѓе. Прво да излезат да гласат, а подоцна да гласат таа Европска коалиција. Тоа се дилемите, тоа се анализите кои сега се прават. Дали Али Ахмети кога говори за Европска коалиција, говори за Европска коалиција која ќе спроведува веќе направени уставни измени или Европска коалиција која ќе бара доверба на гласачите, на граѓаните, да ја добие довербата, да добие нов мандат со кој ќе може да направи уставни измени и да го трасира патот на Македонија кон Европската унија. И тоа е стравот на Христијан Мицкоски. Тоа е стравот на ВМРО ДПМН. И кој тие како папагали ќе повторуваат ново парламентарно мнозинство, ново парламентарно мнозинство, знаете, то 25 пати, јубилејни 25 пати го прават во Република Македонија, од нив говори стравот. Говори стравот дека може да бидат масакрирани или може да бидат изолирани на политичката сцена. Бидејќи ново парламентарно мнозинство за Христијан Мицкоски значи знак на еднаквост за негласање на уставните измени во парламентот на Република Македонија. Бидејќи ако се влезе во процес на гласање за уставни измени во Република Македонија, најдобро или најприфатливо за Христијан Мицкоски да се најдат 6 или 8 отпадници, дезертери или предавници на каузата на ВМРО ДПМН или на историското ВМРО и да гласат за влез на бугарите во Уставот на Република Македонија. Бидејќи тешко ќе најде 6 или 8 предавници, бидејќи сите знаат како помина тие 6 или 8 предавници кои гласа за уставните измени со кои Македонија влезе и стана членка на НАТО алијансата, бидејќи едно им ветувале, едно се пазарале со нив и подоцна медиумски ги осакати, ги масакрирале Крсто Муковски и целата екипа поврзана со Крсто Муковски. Сега пред Христијан Мицкоски на располагање стојат две опции. Ќе биде ставени уставните измени за гласање во македонскиот парламент, ВМРО ДПМН може да не биде присутен во салата или може да биде присутен во салата и да гласа против тие уставни измени. Тоа ќе значи политичка изолација на ВМРО ДПМН на политичката сцена. Тоа ќе значи ветер во грбот на таа европска коалиција. Христијан Мицкоски е против европскиот пат на Македонија, Христијан Мицкоски е против ЕУ и НАТО, ВМРО ДПМН е против ЕУ и НАТО, се формира европска или референдумска коалиција и тогаш изборите нема да бидат избори како вие ќе владеете, како ќе трошите буџетски пари, тука ќе бидат избори од референдумски тип, дали сте за ЕУ или не сте за ЕУ. Ако сте за ЕУ и ако сте за продолжување на траекторијата на Македонија кон ЕУ, кон НАТО, кон Брисел и така натаму, ќе гласате за Европската коалиција. Ако сте против ЕУ, ќе гласате за Христијан Мицкоски. Така што ако ВМРО ДПМН не гласа за уставните измени, тоа ќе значи дека ќе биде формирана Европска коалиција и изборите ќе бидат референдум дали сте за ЕУ или сте против ЕУ. Тоа нешто што беше 2018 година или беше 1991 година кога Македонија стана независна држава. И втората можност е ВМРО ДПМН е да гласа за уставните измени. Меѓутоа тоа во истиот момент значи 50 или 100.000 луѓе кои ќе гласат за левица. Што ќе рече дека ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски избира помеѓу две лоши опции. Првата опција да гласа против уставни измени и да биде изолирана на политичката сцена, втората опција е да гласа за уставни измени и да биде масакрирана на политичката сцена, бидејќи во истиот момент левица на своето конто има 50 до 100.000 луѓе кои се разочарани од ВМРО ДПМН. 3-4 месеци ги вадеше по улиците, ги тераше да протестираат против бугарскиот и францускиот предлог и на крај би гласал за тој предлог. Тоа е всушност стравот на Христијан Мицкоски на ВМРО ДПМН. И затоа тие, борејќи се за ново парламентарно мнозинство, всушност се борат да спречат било каква можност уставните измени да се стават во македонскиот парламент и да се дебатира и да се гласа за тие уставни измени. Затоа е конфликтот во ДУИ, затоа се огнените момци. Затоа гледате, нападите на Артан Груби, сега веќе не ги водат огнените момци.
или луѓето кои се незадоволни од Артан Груби, луѓето кои се незадоволни од Али Ахмети. Всушност нападот на Артан Груби значи напад на Али Ахмети. Ако се успее во процесот или во обидот да биде сменет, да биде политички пензиониран или маргинализиран Артан Груби, всушност политички се маргинализира или политички се пензионира Али Ахмети. Значи да немате никаква дилема. Артан Груби знак неднавок со Али Ахмети. И всушност нападите на Артан Груби, од страна на огнените момци, од страна на ВМРО ДПМН и структурите под нивна контрола, значат напади на ДУИ, значат напади на Али Ахмети. Зошто? Бидејќи Али Ахмети и ДУИ се всушност темелот на правење на европска коалиција во Република Македонија. И ако вие дестабилизирате ДУИ, а се обидо определени пред 2 месеци да ја дестабилизират СДСМ со перманентно подгревање на таа приказна за конфликт помеѓу Димитар Ковачевски и Зоран Заев, ќе го анализираме тоа во продолжение на емисијата или во продолжение на оваа политичка анализа, и не се успева тоа. Сега наред се Артан Груби, Али Ахмети и партијата ДУИ. Зошто? Бидејќи те се темелот на таа европска коалиција. Прво се почне дека сите албански партии ќе бидат во владата на Република Македонија и дека тоа е процес на албанизација, што не е далеко од вистината, бидејќи кога сите албански партии ќе бидат присутни во владата, тогаш ќе има многу помалку места за македонските партии во владата на Република Македонија, па тоа ќе подгрева Павле Трајанов, ќе подгрева Маја Морачини, ќе подгрева целата таа приказна овие сателити околу ВМРО ДПМН, па и самиот ВМРО ДПМН, и затоа избирајќи помеѓу алијанса на албанците алтернатива на Африм Гаши, СДСМ се одлучи за алтернатива, односно за алијанса на албанците. Бидејќи на тој начин се постигнаа две работи. Како прво, преку алијанса на албанците ви имате контрола на Максим Димитриевски. Се сеќавате на оние фотографии кои ви ги покажав пред 1,5 година кога беа локалните избори во одреден кафич во Рамстор, трговскиот или шопинг центарот Рамстор во центарот на Скопје, кај што беа присутни тогаш за еден села прв човек на алијанса на албанците, Арбен Таравари, сегашниот прв човек на алијанса на албанците, и Горан Минчев, кој вела дека бил шеф на изборен штаб на Максим Димитриевски, поранешен генерален секретар на СДСМ и близок роднина на Бранко Царенковски, бидејќи без гласовите на алијанса на албанците Максим Димитриевски не може да победи во Куманово. Значи преку гласовите на Таравари всушност СДСМ има контрола на Максим Димитриевски. И како второ, одземајќи му го Арбен Таравари на Христан Мицковски и Александар Николовски, всушност му ја земат втората најскапа инвестиција на локалните избори. Првата најскапа инвестиција Даниела Арсовска, победата во градот Скопје, и втората најскапа инвестиција е Арбен Таравари, победата во Гостивар. На тој начин всушност ВМРО ДПМН покаже дека со помош прикриената поддршка на огнените момци кои се против Артан Груби, против Али Ахмети, со Арбен Таравари може да се спротивстават на ДУИ и да му се реваншират за непринципиелноста 2016-2017 година, напуштање на принципот победникот коалицира со победникот. И избирајќи помеѓу алтернатива на Африм Гаши, алијанса на албанците на Арбен Таравари, власта СДСМ се одлучи за алијанса на албанците. На тој начин всушност беше спречен падот на владата, бидејќи ако не беше направена таа коалиција со помош на огнените момци, со помош на алтернатива на Павле Трајанов и на сите тие сателити кои се присутни во СДСМ, можеше лесно да се случи Христан Мицковски да направи ново мнозинство. А Христан Мицковски ако направеше ново мнозинство, ќе се спасеше од својата најголема дилема или најголема ног на мора, а тоа е да се гласа за уставните измени и бугарите да бидат составен дел на уставот на Република Македонија. 3 процеси, 3 судски или политички разврски беа битни изминатите 2 или 3 месеци за политичките разврски во Република Македонија, за катализирање или ферментирање на политичките процеси во Република Македонија. Одлуката на судот во Страсбур, изборот на прв човек на Агенцијата за национална безбедност и изборот на прв човек, односно заменикот на Вилма Русковска на чело на јавното обвинителство за борба против организиран криминал. Знаете, од истрагата против Маријан Доказ, можните телефонски разговори, СМС пораки, нарачки, така натаму, ќе се види кој стоел, кој нарачувал, кој плаќал можеби да се прават одредени нарачки, одредени текстови, да се денунцират одредени кандидати кои треба да дојдат на чело на Агенцијата за национална безбедност, кои треба да дојдат на чело на јавното обвинителство за организиран криминал и за борба против организираниот криминал, бидејќи Сашо Мјалков јавна тајна е дека очекуваше многу од тие 3 процеси. Од процесот или одлуката на судот во Страсбур и Никола Груевски и Сашо Мелков очекува дека на бел кон ќе се вратат на политичката сцена во Република Македонија, дека ќе бидат адаптирани сите случаи поврзани со специјалното јавно обвинителство, дека всушност тоа ќе биде втор обид за убиство на специјалното јавно обвинителство. Првиот обид беше со она афера Кики Фрики, Кати Цеанова, Боки Тредич или Боки 13 и затварањето на јавното обвинителство на специјалното јавно обвинителство. И сега ако судот во Страсбур
доноси одлука дека сите кои се амнестирани или кои биле аболирани од страна на поранешниот председател Георги Иванов, дека не може да бидат и понатаму судски гонети или процесуирани, што рече дека беше ослободен Сашо Мјалков, бидејќи најголем дел од судските случаи против Сашо Мјалков и Никола Груевски, мислам дека со исклучок на овие плацеви наводно произлегуваат од специјалното јавно обвинителство или од бомбите на Зоран Заев. Тоа беше првиот случај да се донесе одредена одлука во Страсбург, која ќе ги замрзне сите овие случаи и ќе го врати целиот процес на почеток. Втората одлука беше избор на прв човек на Агенцијата за национална безбедност и третата беше прв човек на јавното обвинителство за борба против организиран криминал. Истрагата против Маријан Доказ ќе покаже кој давал пари, кој правил наречки, дали правил наречки и дали имало одредени процеси, операции за денунцирање на одредени кандидати кои требале да дојдат на чело на овие институции. Зошто бидејќи Сашо Мелков бил заинтересиран заедно со Орце Камчев да има целосна контрола на овие институции. Знаете, кога ви имате контрола на тие институции, вие ги имате први информациите дали некој подготвува одредена истрага против вас, дали некој планира да ве апси, дали некој планира да праќа полиција, да праќа истражни органи, дали сте прислушкувани, дали не сте прислушкувани, така натаму и така натаму. Луѓе кои 11 години владееле со помош на Сваровски срудството и на прислушкувањето, не може сега преку ног да се откажат да не ги користат полугите на целиот тој процес. Затоа велам, овие три процеси всушност ја катализира, ја ферментира политичката сцена во Република Македонија. И затоа јас ги ставам како знак на еднаквост, знак на равенство. Реакцијата на македонската јавна зводност на Драган Павлович Латас, приведувањето на Маријан Доказ и истрагата поврзана со Маријан Доказ, бидејќи тоа ќе покажи целата прлјавштина што се таложела на македонската политичка сцена изминатите 10 или 15 години. Всушност сега влегуваме во еден процес на крешендо, кога се она што е дробено, кое е дробено на еден валка, на еден мизерен начин, ќе експлодира од експрестонецот. И сега само треба да земите пуканки и да следите, да гледате од страна што ќе се случи како политичка разврска во Република Македонија. И го имате сега факторот Никола Груевски. Што се случува со Никола Груевски? Лете пишува да се и се што. За земјата со Турција, за Гоце Делчев, за се пишува, не пишува за ВМРО ДПМН, не пишува за уставни измени и не пишува каква е неговата политичка агенда. Тој човек кој е политичка фигура пар екселанс, кој легнува и станува размислувајќи што ќе се случи со него, дали ќе се врати во Република Македонија, каква ќе биде неговата контрола врз ВМРО ДПМН. И сега дилемата е дали ќе се влезе во процес, мислам дека тоа е дилема и ке владината коалиција, тоа е дилемата ке меѓународната заедница, владината коалиција да сака тешко ќе може да го спроведе тој процес без Никола Груевски. Значи ако се лезе во процес на раздробување на ВМРО ДПМН, подалба можна на ВМРО ДПМН на два дела, како некој тетовска јаболка на дел под контрола на Никола Груевски или на Даниела Арсовски дел под контрола на Христијан Мицкоски, можно останување на Христијан Мицкоски на чело на некој осакатено ВМРО ДПМН. Значи тие процеси не може да се случат без пазарење, без учество на Никола Груевски. Проценките кои сега се прават кај домашните политички субјекти и кај меѓународната заедница, колку ќе биде скапа цената која треба да му се плати на Никола Груевски. Цената за уставните измени 2018 година беше бегството на Никола Груевски. Мислам дека Али Ахмети најдобро знае да процени дали треба да му се плати скапа или ефтина цена на Никола Груевски. Мислам дека најголема дилема околу разврски во ВМРО ДПМН има кај Али Ахмети. Дали да се влезе во процес на растурање на ВМРО ДПМН или да не се влезе во процес на растурање на ВМРО ДПМН. Затоа и конфликтот и нападите на ВМРО ДПМН кон Артан групи кон Али Ахмети се драматични последните неколку недели, бидејќи до нив стигнале сигналите дека од Али Ахмети зависи дали со помош на Никола Груевски ќе се влезе во процес на детронизација на Христијан Мицкоски или нема да се влезе во процес на детронизација на Христијан Мицкоски. Постојат одредени најави, одредени сигнали дека екипа на европските народни партии има донесена одлука дека треба да замени во Будимпешта на разговори со Никола Груевски, каде што би го испипале пулсот на Никола Груевски и би процениле, односно би ги разбрале барањата на Никола Груевски. Кои се неговите барања, да лезе во процес на раздробување на ВМРО ДПМН и можно канализирање на шини на ВМРО ДПМН гласа за уставните измени. Меѓутоа, сегашната проценка е дека е прескапа цената која треба да му се плати на Никола Груевски и македонската политичка структура која е сега на власт, мислам дека има донесена одлука сега да не се влезе во процес на пазарење со Никола Груевски. Дали тоа ќе го направи меѓународната заедница ќе видиме, меѓутоа сигналите од Брисел велат дека екипа на европските народни партии размислува и планира да оди во Будимпешта на средби и на разговори пазарење со Никола Груевски. Затоа Груевски молчи, бидејќи не добил понуда, бидејќи никој не влегол во процес на пазарење со него, знаете. Затоа молчи Даниела Арсовска. Затоа молчи целата оваа групација Стефче Кимовски, Филип Петровски, Оливер Андонов. Гледате како сите тие гравитираат околу Инфомакс. Се појавуваат
на програмите на Инфомакс. Еве мојот пријател Филип Петровски гостува на Инфомакс, го гледат 8 до 10.000 луѓе, за разлика од тоа време кога гостуваше кај мене го гледа 150 до 200.000 луѓе. Тоа е разликата кога вие гостувате на порталче или на медиумче и гостувате на медиумиште кој е најмокно и највлијателно во Република Македонија. Ако јас имам 50 милиони прегледи и имам 1000 видеа, тоа ќе рече дека секое видео, односно секоја емисија е најмалку гледана 50.000 пати, а просечно веројатно 75.000 пати. Тоа е разликата кога гостувате во емисиите во центар. Тогаш ви се крева политичката цена. Тогаш станувате фактор. Ве канат по дебатни емисии, имате влијание врз јавноста во Република Македонија. Гледате, целата таа групација сега е на некаква стенд-бај ситуација, чека депеша од Будимпешта да им јави Никола Груевски што треба да прават. Затоа е нема Даниела Арсовска. Гледате, тргна фронтално, зимаше микрофони, корнеше микрофони, се караше со Трајко Слаевски, така натаму и така натаму. Беше во конфликт со Христо Мицкоски и сега штама. Никаква реакција, никаква изјава. Зошто? Бидејќи депешата од Будимпешта не е стигната. А депешата од Будимпешта не е стигната бидејќи никој не отишол да се пазари со Никола Груевски. Знаете, тоа се вика процес на ферментација. Тоа се вика процес кога го оставате да ферментира, кога го оставате да се плаши, кога оставате да биде изолиран, не му давате никаква понуда и нема за што да размислува само за својата судбина. Што ќе се случи со него во случај да падне Виктор Орбан. Во оној момент кога некој од Скопје или некој од Брисел ќе оди во Будимпешта и ќе се договори со Никола Груевски, ќе видите како одеднаш и Стефче Екимовски, Даниела Арсовска и Оливер Андонов и Филип Петровски ќе се појавите, ќе барат смена на Христо Мицкоски. Се доека тоа не се случи, се доека некој Митко Јанчев не оди на кафе пиење во Будимпешта и Никола Груевски не му пренесе што треба да прави во врвот на ВМРО-ДПМН, тамо нема да се случува ништо. Значи од Никола Груевски зависи дали во ВМРО-ДПМН ќе има раскол или нема да има раскол, односно зависи од луѓето кои ќе оцена дали треба да го ангажират Никола Груевски да прави раскол или да не прави раскол во ВМРО-ДПМН. Односно одлуката дали да се оди на избори со изгласени уставни измени или да не се оди на избори со изгласени уставни измени. Врз база на тоа ќе се оцени дали со Груевски ќе се пазарат или нема да се пазарат. Врз база на тоа ќе зависи дали ќе има предвремени избори во Скопје за градоначалник на Скопје кај што би можел да трча Ристо Пенов и Даниела Арсовска или нема да има предвремени избори во градот Скопје. Во зависи од тоа ќе зависи дали Даниела Арсовска ќе бара смена на Христо Мицкоски или нема да бара смена на Христо Мицкоски. Гледате, вака ќе ги поставите работите. Тогаш тие се прости како пасуил што викаат црвите. Нема големи дилеми, нема големи непознати или голема мистика на македонската политичка сцена. Некој ќе си го спасува задничето во Будимпешта со тоа што ќе ја растури или нема да растура во ВМРО-ДПМН. Со тоа што ќе се пазари или нема да се пазари за уставни измени. Со тоа што ќе молчи или ќе биде гласен, со тоа што ќе го поддржува или ќе бара оставка на Христо Мицкоски. Знаете, кога вие сте направиле криминали на тони за извоз, како што има направено Белата палата, тога сте лесни за пазарење, што ќе рече за политичка манипулација. Пред 2 недели имаше тајна средба во клубот на пратеници во Скопје. На таа средба беа присутни премиерот на владата Димитар Ковачевски, лидер на СДСМ, генералниот секретар на СДСМ Милја Зечевиќ и поранешниот лидер на СДСМ и македонски премиер Зоран Заев. Што е разговарано на таа средба? Што е одлучувано на таа средба, кој со кого се помирувал, кои се смерниците и што треба да прави или што ќе прави СДСМ во наредните 12 месеци, ќе можете да погледнете во вонредната политичка анализа кога ќе станете или ако станете мембарси или ако користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Евтов. Меѓутоа сега ќе направиме на мини политичка анализа, настрана од таа вонредна политичка анализа, ќе анализираме што може да прави Зоран Заев. Пред Зоран Заев на располагање стојат 3 можности. Како прво, да бара смена на Миле Зечевиќ и да направи политички раскол во СДСМ. Како второ, да се однесе како бизнисмен, да даде 1 милион на ВМРО-ДПМН, 1 милион на СДСМ и како секој бизнисмен да биде заштитен, без разлика дали СДСМ или ВМРО е на власт. И под број 3, може би е фингиран конфликтот помеѓу Димитар Ковачевски и Зоран Заев, нешто слично што беше направено помеѓу Никола Груевски и Љупче Ѓоргиевски или помеѓу Никола Груевски и Христо Мицкоски, да се фингира одреден конфликт и да се покаже дека се Ковачевски и Зоран Заев скарани. Односно, ако постои одредена негативна енергија од Зоран Заев за работењето на Ковачевски или работењето на владата и на СДСМ, таа да биде архивиран, односно да биде репризиран во моровскиот модел. Тоа се 3 опции кои стојат пред Зоран Заев. Всушност, избегнувајќи конфликт и барање за смена на Милен Зечевиќ, Зоран Заев не сакаше да предизвика раскол во редовите на СДСМ. Зошто Зоран Заев не би сакал да предизвика раскол во редовите на СДСМ? Бидејќи му треба стабилна партија. Што ќе му е стабилна партија на човек кој е политички пензионер? Освен ако нема председателски амбиции.
само председателски амбиции или човек, или Зоран Заев, кој има председателски амбиции, не би правеле раскол во СДСМ, би сакале да имат стабилна СДСМ, зошто? Бидејќи таа партија ќе треба да им биде базата со која ќе трчат на председателските избори. Еве, тоа е некоја мини анализа на Зоран Заев и сега ќе видите како Стео Пендаровски ќе се изнервира, ќе излези надвор од чинелот или надвор од кондурите, ќе почне да пласира по своите медиуми одредени афери за Јужна Африка, за рудници, за Зоран Заев и така натаму и така натаму, бидејќи Стео Пендаровски точно знае дека негов најголем конкурент во СДСМ да биде председателски кандидат и сепак Зоран Заев. Така што на Зоран Заев немојте да му верувате кој ќе ви каже дека не размислува за председателски избори. Размислува и тоа како, само чека малку да го помалат. Тука сме некаде на крајот на нашата политичка анализа, уште неколку збора за Зоран Заев, неколку збора за Стео Пендаровски и горе-долу ќе превршиме политичката анализа, каде што кажавме многу работи. Многу работи ексклузивно се презентирани пред луѓето гледачите на емисијата во Центар. Зоран Заев, за него се битни два процеси. Ко прво сака да има стабилна СДСМ, тоа што го објаснивме, зошто бидејќи има председателски амбиции. Бидејќи не може да ги реализира тие председателски амбиции ако има слаба партија која ќе го номинира или ќе биде нивни кандидат, нивни јадат во председателската кампања. Како второ, ако сака да има стабилна партија, на Зоран Заев му одговара да има нестабилно владено мнозинство, бидејќи колку е понестабилно владеното мнозинство, толку повеќе расте неговата политичка цена. Бидејќи тој за разлика од Миле Зечевиќ или Ковачевски може да пие кафе со Африм Гаши, со Павле Трајанов, да се договара, да ги придобива, да ги враќа, да излегуваат, па пак да влегуваат во владеното мнозинство и така натаму и така натаму. Кога би била стабилна владата, тогаш и потребата од Зоран Заев би била многу помала. Колку е понестабилна владата и понестабилно владеното мнозинство, тогаш е поголема политичката цена на Зоран Заев, бидејќи тој од позадина може да ги влече конците, да им кажува да излезат или да влезат во власта. Тоа е политичката роља на Зоран Заев во делот на владата и во делот на СДСМ. Како второ, кој е политичарот во Република Македонија кој прв ја коментираше случката со Драган Павлович Латаш и Стефан Лазаров? Зоран Заев во мини интервју за порталот Мактел. Зошто некој кој сака да биде во политичка пензија би го коментира случајот со Драган Павлович Латаш? Бидејќи има политички амбиции, бидејќи целата таа енергија која се крена во врска со овој случај, таа енергија е неопходна СДСМ да победи на следните избори, дали председателски, дали парламентарни. И ако Бранко Цренковски сака да го баштини процесот отпор во Република Македонија, Бела Чао и Ладата, Зоран Заев и понатаму сака да го баштини процесот на шарена револуција, на кревање на граѓанската свест против заробената држава во Република Македонија. И Зоран Заев знае дека без поддршката, без таа енергија не може да победи на изборите. Без правда, без мир, Зоран Заев не може ни да се кандидира, ниту да очекува сигурна победа на председателските избори. Затоа и го коментираше случајот со Драган Павлович Латаш. Гледате, тој конфликтот помеѓу Зоран Заев и помеѓу Стео Пендаровски. Стео Пендаровски е неталентиран за политика. Тој имаше можност да шутира пенал на 4 февруари, бидејќи тој пенал му го центрираше меѓународната заедница, која инсистираше да биде поканет Румен Радев на прославата или чествувањето на 151 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, и Стео Пендаровски не го направи тој путек. Со истиот тој Румен Радев, со неговото бугарско авионче и со група или свита на новинari отидо на 24 мај минатата година да чествуваат на гробот на Свети Кирил и Методи во Рим. Меѓутоа не го направи тоа на 4 февруари да го чествува 151 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Зошто? Бидејќи тоа, знаете, покажува една политичка кратковидост. Стео Пендаровски после она негова изјава дека имал инсайдерски информации, каде што објавува одредени декласифицирани или класифицирани информации, дека некаде ноември пред минатата година на тајна седница на НАТО, ЦИА и структури на ЦИА им сервирале на партнерските држави и на партнерските служби дека русите ќе имаат војна агресија во Украина, тој станува на некој начин изолиран на политичката сцена. Многу малку го канат од страна на меѓународната заедница. Знаете, станува човек кој е нестабилен, во кој немате доверба, не знаете тоа што ќе му го кажете, дали ќе го каже на некоја телевизиско интервју. Па истото и Стео Пендаровски сега лобираше и кажеше по македонски новинари дека ќе има поинаква пресуда на судот во Страсбур. Ги промаеше сите можни проценки. Проценки дали ќе има бугарско вето, дали ќе има ваква или онаква пресуда на судот во Страсбур. Всушност покажува една драматична политичка наивност или политичко несноѓење. Тој конфликт Зоран Заев и Стео Пендаровски всушност биде конфликт кој ќе одлучи во кој правец ќе се движи СДСМ. Дали триаголникот Миле Зечевиќ, Димитар Ковачевски и Стео Пендаровски помогнат од Орце Камчев и Наташа Савова, ќе биде помалку или помоќен од структурите на Зоран Заев. Знаете, Зоран Заев може да пактира со Сашо Мјалков, но Зоран Заев и Орце Камчев никогаш нема да влезат во одредено пактирање. Тоа се куче и маче. Нема место на политичката сцена за нив двајцата. И во оној момент
кога Сава во Јорце Камче видел дека влијањето на Зоран Заев врз Христијан Мицкоски станува поголемо, тие сака да го засилат своето влијање во СДСМ. Преку кого? Па преку членот на надзорниот одбор на Стопанска банка, Битола, сега висок функционер во СДСМ. Тој е конфликтот, знаете, затоа и овие ДГАУ новинари ги вадеа оние афери течени из ногавици на Зоран Заев. Исплашен го напушти СДСМ. Ги пушта оние спинови за тепање или претепување на децата на Вици и на Зоран Заев, бидејќи сакаат да испровоцират негативна реакција на Зоран Заев и раскол во СДСМ. Бидејќи тоа не се случува бидејќи Зоран Заев има претседателски амбиции, сега се оди на сосема некоја друга варијанта. Значи, Стево Пендаровски, Зоран Заев, можеби Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска, тоа ќе биде играта во СДСМ, кој ќе биде нивни заеднички претседателски агент на следните претседателски избори. Ова беше нашата вечерашна политичка анализа. Ново дружење, недела во 22 часот, која имаме политичка или геополитичка анализа. Што ќе се случи во Украина? Дали Украина ќе капитулира? Дали ќе има нуклеарна војна? Дали процесот на фрагментација на СССР ќе заврши со процес на фрагментација на Руската Федерација? Недела 22 часот. За сите кои сте мембари, мембарси или ако користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефтон, во одредна политичка анализа, петок вечер или сабота вечер, што разговарале Зоран Заев, Димитар Ковачевски, Миле Зечевиќ на тајната вечера во клубот на пратеници. Со тие кои се мембарси се гледаме петок или сабота вечер, со тие кои се редовни гледачи на емисијата во Центар, ново дружење недела во 22 часот. До недела во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си.